првата и основна цел на нашето гледање денес е тоа дека те прогласиме како една од најзгодните деца на познатите. Што ти значи тебе титулата згодна е, пример? Епа, згодна. Не знам, мене ова... Јас себе си не се гледам така како најзгодна или нешто, ама не знам што ми значи, валјда не ми значи нешто многу. Ми значи ако ме прогласат за најдобра актерка, ме значи ако ме прогласат за најдобар човек, меѓутоа со текот на годините научив дека физичкиот изглед апсолутно ништо не значи. Значи ниту во љубовта, ниту во другарството, ниту во нели фамилијата, а тоа се трите основни работи во животот, ниту во здравието, мислам. Така што ето можеби малку ми ласка, нели, ама и да не се случеше, немаше нешто многу да ми смени во животот. Добро, генетски е твојата обавина, сепак, но колку советите на мама ти помагале вака низ животот? Многу. Значи, јас без мама не можам да живеам. Ја дури сега на мои 26 години одам кај неа и ја прашувам за се и се што, значи како мало дете сум. Она ми е водилка и ќе ми остане и цел живот била тука за мене, ме советувала, не знам, од љубовни проблеми до изглед, до креми, шминки, облека, проблеми во школа, за се била тука и не знам, многу сум им благодарна за сите тие работи, затоа што секогаш се трудела да бидеме ние, јас и сестра ми, апсолутно отворени со неа и да можеме за се да ја прашуваме. Аз сметам дека тоа е многу важно во една фамилија, значи кога можеш да разговараш со родителите за се што те интересира, затоа што тука се избегнуваат многу работи, многу забрани, поради кои децата прават глупости. Сега не дека не сум правила глупости, ама мислам дека многу полесно и подобро сум поминала, нели, од некои други деца што им било забрането да разговараат со своите родители за секакви работи. Како го поднесе ти, како Нина, секој овај турбулентен период, да речеме, во семејство? Ние како семејство се држиме многу добро заедно. Значи, ете, баш поради тоа што разговараме за се, моите родители не ми дозволија да го поднесам никако поинаку, освен добро. И не ми дозволија ниту во еден момент да се скршам, да паднам, да сега се потресов нормално заради сите работи, ама пробуваме, нели, сите заедно да што полесно, попозитивно гледаме на работите. Значи, многу е битен позитивниот став во вакви моменти и многу е битно да не ти влијае ништо од страна, затоа што има многу злобни луѓе кои ќе направат се за да те уништат, а не те ни познаваат. И тоа е онака страшна една човечка особина, што гледаат за другите и гледаат во секој момент што кој како сгрешил, а никогаш не се погледнуваат самите себе. И за тоа мислам дека добро, тоа нели се враќа, се плаќа, ама во секој случај поминавме, не знам, нели како секое нормално семејство што би се справило во една кризна ситуација. Скоро целиот ден го поминуваш тука. Се дружиш со овие луѓе, веројатно е забавно. Кажи ми, кој најмногу те иритира на некој начин, кој не се тоа лоши навики, туку едноставно они иритантни навики кои ги има тука во театар комедија? Во театар комедија? Некој премногу шегува, некој премногу зборува, некој е предосаден, не знам. Не знам, чудно прашање малку. Иритантни. Види, ние сме доста мал ансамбл и многу добро се знаеме до сега и, знаеш, не можеме да си дозволиме до толку да се однесуваме лошо еден спрема друг, затоа што или да се озборуваме или било што, затоа што ќе се дознае тоа и мислам дека доста сите се сакаме, така што во нашиот театар не би можела да кажам нешто за некој или некои лоши навики, меѓутоа сум приметила во некои поголеми ансамбли, добро ствари, тоа меѓу глумци го има таа една суета, тоа би го издвоила како лоша особина на глумците, што и јас сигурно ја имам, а не си ја приметувам, нели? Ама таа суетност на глумците има една особина кај глумците што мисла дека се можеби во право кога не се, што не тоа, нели, исто спаѓа во суета, ама добро. Да, ме нервира, например, кога некој кокетира со публика.
тоа многу ме нервира, само за да измами аплауз или смешка или нешто така, да се направи некоја ефтина финта, што не е во концептот на представата. Во моментов сте актуелни со стюардеси. Еве, зошто некој би сакал да ја гледа стюардеси? Твое гледање. Пред се би сакал да ја гледа затоа што е една совршено добро спакувана представа со одличен текст кој што вози од почеток до крај. Значи има супер приказна, супер забавни ликови, млада екипа, добра енергија, одлични костими, одлични актерски креации, сите се добри во представата. Значи ова е една од ретките представи каде што не би можела да кажам овие се добри, овие би можеле, значи тука сите максимално се потрудивме да направиме супер ликови и мислам дека и двочасовно саат и 50 минутно смеење. Така што мислам дека тоа се доволни работи за да некој дојде да гледа. Така. Би била стюардеса во живот? Да не бе фактарка, веројатно би била психолог, ама стюардеса не баш. Пошто си, знаеш, најзгодна сега ова. Тоа се критериумите, постојат уште такви критериуми за... Да, порано знам дека овој текст кога е пишуван, било престиж да се биде стюардеса. Значи, стварно навистина ги бирале според морален, физички, интелектуален, значи полагале некакви тестови и тогаш си бил на врвот ако си стюардеса, нели? Ама сега, не знам како е сега, ама сакам да патувам, така што сакам да патувам од другата страна, не да правам тоа. Нова година доаѓа и сте неизбежни оние прашања како ти ќе гледаш 2013 и што не успеа да оствари, а сакаш да оствариш во 2014? Не успеав да заиграм во филм оваа година. Се надевам дека во 2014 ќе се снимат нови филмови, нови кастинзи. Тоа ми е онака еден од неостварените соништа до сега да заиграм некоја поважна, не мора главна, ама ете, барем добра споредна улога во некој филм.